Еве бел лист и напишете решение за градскиот јавен превоз од понеделник. Со овие зборови советникот во град Скопје Мартин Стојановски од редовите на ВМРО ДПМН и се обрати на градоначалничката Данела Арсовска на денешната 51 седница, на која советниците требаше да изгласаат предлог одлуката за набавка на нови 250 екоавтобуси. Стојановски апелираше дека ВМРО ДПМН и коалицијата бараат решение за превозот во градот за од 2 септември, а не за до година кога би пристигнале новите автобуси доколку денешната точка беше изгласана. Барата нема да го среди проблемот во градот Скопје, напротив, на градот му треба едно многу брзо решение. Тоа е едната работа. Втората работа е да излезете малку од дивот на градоначалникот претходен Шилегов и сегашната градоначалничка Данела, затоа што веќе не ќете да ги слушате ниту граѓаните, ниту останатите што говорат. Иако денеска требаше да се гласа само согласно за набавка на автобуси, повторно Арсовска не успеа да ги убеди советниците. Таа појасни дека место пари за кредит се дозволува да се искористат буџетските средства од градот, а остави можност на советниците да пишат во денари колку пари од буџетот сакаат да се одели за оваа намена за да тргне процесот. Јас понудив од самиот почеток, колку што сте запознаени вие, колку сте запознаени и медиумите, сами да формирате комисија или во рамки на постојните тела на Советот на градот Скопје да одлучите во која банка ќе се финансира проектот, со колку средства ќе се финансира. Дури да ги утврдите условите, односно спецификацијата на какви автобуси, односно какви возила треба да се набават, а јас само да ја подпишам таа јавна набавка. Председателот на Советот Трајко Славевски рече дека градоначалничката ги поценува сите со тврдењето дека со 1 денар може да се набават автобуси. Во овој момент, сега, на крајот на август, ниту во буџетот на град Скопје за оригиналниот 2024 година, ниту со ребалансот не се определени средства буџетски за набавка на автобуси, на екоавтобуси. Ваква предлога одлука би имала смисла откако ќе го изгласаме буџетот за 2025 година во кој што ќе има стриктно определена ставка и сума за набавка на автобуси. Претходно не беше изгласана ни потребата од Bus Rapid Transit системот, со што повеќе од јасно е дека на 2 септември во понеделник градот ќе биде во потполн метеж. Учениците ќе тргнат во училиште, а многу од родителите ќе сметаат дека нивните деца нема да може да стигнат на училиште на првиот час со автобус, па ќе ги носат со автомобили, па сите ќе заглават во долги колони на скопските булевари.